Во изминатиот период имав прилика да слушнам или да прочитам многу објаснувања и анализи зошто Груевски не ја внесува Македонија во НАТО или не ги почнува пристапните преговори со Европската унија. Од тоа дека е нерешителен, дека клучна работа е неговиот рейтинг кој што не сака самиот да си го загрози со евентуално решање на спорот со Грција, дека е голем патриот, дека едноставно според начинот на неговото размислување или гледање е повеќе историски оптеретен отколку некој друг и така натаму. Тврдам дека ништо од тоа не е точно или и да е точно, не е клучната работа заради која што Груевски не ја внесува Македонија во НАТО и во Европската унија. Има нешто многу поважно и позначено. Груевски не сака ни НАТО, ни Европска унија, Груевски не го сака ни Меѓународниот монетарен фонд, не сака ни ОПСЕ. Тој би бил најсреќен, заедно со камарилата околу него, да нема никаков меѓународен мониторинг на она што се случува во Македонија. За да можат непречено да ги продолжат активностите во делот на државниот криминал, корупцијата, редистрибуција на општествениот капитал, целосна ваморизација на македонското општество. Партизација на судството, партизација на администрацијата, менување на вредносниот систем и вредносниот код на македонецот. 4 години тоа го прават. Ги растегнуваат и менуваат стандардите, ги напуштаат едните и се обидуваат да воспостават други принципи на тоа што е добро, што е лошо, што е праведно, што е погрешно. Затоа тој не сака да влеземе во НАТО, затоа не сака преговори со Европската унија. Тој не сака да почнеме да ги прифаќаме европските стандарди, бидејќи тие ќе го оневозможат токму во овие активности што премалку ги спомнав и што е најголема иронија. Сето тоа го обландира или маскира со некаков голем патриотизам, негов личен на неговата партија. Тврдам дека нема поголемо предавство на македонските национални интереси од тоа да го плячкаш и осакатуваш сопствениот народ.